втор месец поред минималната синдикална кошничка потешка за речиси 1000 денари. Сојузот на синдикати ја објави новата пресметка која за февруари изнесува 67.382 денари и е зголемена за 969 денари. За еден месец на едно 4-члено семејство, според пресметките на синдикатот, само за храна и пијалаци им биле потребни над 25.000 денари. Пресметките покажуваат дека последниве 3 месеци зголемувањето е најголемо токму во делот на храната. Па така во декември за храна и пијалаци потребни биле 23.648 денари, во јануари 24.211 денари, додека во февруари оваа сума изнесува 25.156 денари. Првиот човек на ССМ Слободен Трендафилов вели растот на трошоците за живот веќе го изеде најавеното зголемување на минималната плата, кое треба да се случи во март. Од синдикатот уште еднаш повторија дека е потребно час поскоро измени на законот за минимална плата, со што истата би достигнала 600 евра, а не како што е досега законски во март да се зголеми за околу 1500 денари. За 2 месеци од почетокот на годината веќе го изеде најавеното усогласување на минималната плата која функционерите сакаат да им го дадат на работниците за 1500 денари, односно вредноста и секое семејство на работниците е посиромашно за 2000 денари за само 2 месеци. За 24 месеци, односно онолку време колку што одбиваат да зголемат минималната плата, вредноста на синдикалната минимална кошница е зголемена за повеќе од 10.000 денари. Во меѓувреме Државниот завод за статистика ги објави податоците за износот на просечната нето плата исплатена по вработен во месец декември, која изнесувала 46.889 денари и бележи годишен раст од 7,6%. И натаму највисоките плати се исплатени во IT секторот, каде што просекот изнесува околу 86.000 денари, а најниските плати кои достигнуваат околу 33.000 денари се исплатени во угостителството.